А знаеш како ќе ги вадат од црна листа другарчињата? Па по принципот на господинот Додик. Кога ќе тргат од црна листа? Те другарчиња не е само Чок, и Чок Ангјушев. Знаеш како е изведен овој од црна листа? Додик? Да, 75 милиони долари. Додик плати 75 милиони долари. 75. Па ти замисли колку украл ако имал 75 милиони да плати. Ова е информација која што е потврдена. 75 милиони долари има платено Додик на фонд, мислам на Трамп, така нешто, на Джеред Куштер, некој таков фонд, 75. И сега се собираат пари, оваа екипица тука собира сега пари за да ги трнат од црна листа двајца од тука. Сега ќе ти прочитам. American lobbyist hired by Milorad Dodik to have sanctions lifted. Американски лобисти ангажирани од Милорад Додик биле во Република Српска 2 пати. Причината за нивното пристигнување во Република Српска е следби преговори со Додик во врска со нивното ангажирање и ангажирањето на адвокатското биро Бој Шилер Флекснер за лобирање кај Трамп. Тие биле во Бања Лука 2 пати оваа година, првиот пат февруари, вториот пат во април. Главен предводник на оваа лоби група која што била во Бања Лука е адвокатот Мартин Де Лука, поранешен јавен обвинител, сега дел од тимот на Трамп. Тимот бил содржан од 7 американски и британски граѓани. За време на нивниот престој тие биле сместени во хотелот Courtyard by Marriott во центарот на Бања Лука. За нивното сместување и резервации трошоците биле платени од претседателскиот кабинет на претседателот на Република Српска Милорад Додик. Значи овие подпишале Stokes Strategies, подпишале договор со Додик преку нивната канцеларија во Виена. Оваа фирма била задолжена за договарање на средби со конгресмени од американскиот конгрес и сенатори. Според извештаите, тие се платени како дел од договорот за лобирање во корист на Додик. Сите овие сега се ангажирани за нашите двајца црнолисташи, бизнисмени и другари на претседателот на владата.